Отеднаш видов дека нешто паѓа од мајката. Не препостави во моментов дека може да е тоа бебето. Истрчав до таму за да видам што уствари падна. Во тој момент ја забележав делфина, тогаш немаше име. И морав да реагирам. Прво што направив, се јавив кај директорот за да викне ветеринар и се пуштив. Значи не сум до толку добар пливач, меѓутоа не сум и лош, ама морав да помогнам, значи да спасам делфина. Нормално ова го правиме само за да го спасиме ова мајмунче, бидејќи се случува нели и мајките да не се во можност да ги чуваат или како во нашиот случај, но сепак мислам дека на крај ќе се врати кај мајката и ќе успееме да ги споиме повторно заедно. Не покажуваше знаци на живот. Јас решив, пристапивме на реанимација, некои си 5 до 10 минути со вештачко дишење, масажа на срце и потоа пристигна во текот на реанимацијата пристигна ветеринарката и го предававме на Весна, која што после тоа во процесот половина час успеа да го врати во живот и целосно да го реанимира. Делфина не сака воопшто да се оддали од тој што ја чува во моментот, во случајот на Линзира, јас или колешката Билјана, сака посебно да седи вака, бидејќи така седат и кај мајките. Во природата најчесто седат на гранки, скокаат, значи до 8 метри може да скокнат помеѓу гранките. И сега ќе почнеме да ја учиме со јажење и со гранки да ги вежбат своите рачења, бидејќи на гибоните силата е во нивните раце. И кај нив тоа е како ахиловата пета кај Ахил. Зера за мене е вистински херој, бидејќи навистина е многу тешко да се чува ова мало прекрасно суштество и дење и ноќе. Таа го чува и дома и буквално е посветена на него постојано. Затоа додека е овде на работа и ги извршува другите обрски, односно ги чува другите животни и помагам јас со Делфина и уште една колешка. Чувањето на примати и човеколики мајмуни како домашен миленик воопшто не е исправно и никогаш нема да биде исправно. А ова што го правиме ние само за да спасиме живот.